Дали партиите ќе понудат радикална промена на предстојните предвремени парламентарни избори? Колку и како ќе бидат застапени жените идни пратенички? Има ли политиката страф од успешни жени? Дали министерките покажаа дека подобро делат правда, поквалитетно ги менаџираат јавните финансии, имаат стратегија во одбраната и поголем слух за социјалата? Дали освен пополнувањето дупки во обрзувачката законска бројка, вистинската болка на македонското општество е што учеството на понежниот пол во политиката се гледа врз призмата на родова, етничка, партиска застапеност, а не по правилото избор на професионалци? Зошто политичката кариера на жените речиси без исклучок е во сенката на партискиот лидер маж? Во неделата на жените, во 24 отворено, ја отвараме оваа тема. Дебатираме вечерва со Санела Шкриелј. Добра вечер и добро дојдовте во студиото. Добра вечер, добро ве најдов. Со Арта Билјали Зендели. Добра вечер и за вас. вечер. Лилјана Затуровска. Добро вечер, Јанмана. И Маја Морачани. Сите на свој виден начин политичарки. Во студиото исто така се представници на невладините организации кои ги застапуваат правата на жените или се борат за родовата еднаквост, од ХЕРА, Реактор и од Маргини, кои што активно ќе се вклучат во текот на расправата. Се ближат избори со оглед на целата политичка ситуација, која што практично зоврива. Јасно е дека прашањето за учеството на жените како да не е најважно. Повторно, но ние вечерва се обидуваме да го издигнеме на едно повисоко ниво. Повеќето од партиите рекоа дека ќе се залагаат за поголема или за дури и за еднаква застапеност на жените на престојните избори. Шкриелј, каква е ситуацијата во СДСМ? Вака, прво благодарам што избравте да зборуваме вечерва на оваа тема, затоа што навистина јас, верувам и моите соговорнички, веруваме дека ова е една од клучните суштински теми кои што значат развој и прогрес за нашата држава. Лично сметаме дека е време за 50-50, дека е време за силни и солидарни жени кои што ќе застанат во одбрана на овој концепт и да, време е за радикални промени во нашето општество. Во изминатите 2,5 години мислам дека покажавме дека може да се превземат крупни чекори кои што ќе водат до напредување на состојбата со еднаквите можности на жените и мажите. Би ги спомнала само новиот закон за абортус, кој што значи слобода и автономија на жената да одлучува за сопственото тело. Би ја спомнала ратификацијата на Истанбулската конвенција и сите нови сервиси кои што ги отворивме, се со цел превенција и заштита од сите видови на насилство во жените. Би го спомнала новиот закон кој што работи на превенција и на заштита од сите видови на насилство во жените, за разлика од досега препознаеното само семено насилство. Би го спомнала новиот закон за заштита и превенција од дискриминација, понатаму развојот на услугите на локално ниво во социјалната заштита, која што значи директно инвестирање во економијата на грижа или таму каде што доминантно имаме испорака на услуги од страна на жените и се разбира еден цел друг сет на мерки кои што значат помрднување од едно статус кво и унапредување на родовата еднаквост во нашата земја. Дали сите овие мерки го менуваат менталитетот на македонскиот политичар маж? Пак, ние треба да сме свесни да се признаеме дека се уште живееме во патриархално општество. Значи, тие промени е тешко да се случат, меѓутоа, пак ја повторам, јас сметам дека клучот за остварување на овие промени е женската солидарност и борбата на жените, без разлика дали се во институции, дали се во политички партии или се во граѓанскиот сектор. Значи, само со заеднички ангажман ние ќе успееме да ги наметнеме овие радикални промени. Социјалдемократскиот сојуз, мислам дека препозна дека клучот за развојот и прогресот е во еднаквата застапеност на жените и токму затоа она со што се донесе одлука е не само еднаква застапеност на жените во сите управувачки структури во партијата, туку и еднаква застапеност на листите. Ќе биде тоа испочитувано во однос на пратеничките листи? Апсолутно да. Во однос на добитните места на пратеничките листи? Да. Системот кој што сега се нуди е систем кој што гарантира дека жените ќе бидат под еднаква застапени на пратеничките листи. Билјали Зендели, каква е ситуацијата во ДУИ во однос на размислувањата за ова прашање и можеме ли таму да очекуваме еден скок кон застапеноста на жените на пратеничките листи? Пратеничките листи на ДУИ, мислам, скок или радикална промена. Лично јас мислам дека нема потреба, затоа што секогаш имало жени во пратеничките листи на ДУИ. И ние имаме и добри примери во покажување, например, на првата градоначалничка на најголемата урбана општина во Македонија, господјата Теута Арифи, е жена.
Имаме и други примери, добри примери на жени кои што беа успешни, кои доаѓаат токму од пратеничките листи или од другите органи на партијата. Последните измени што се случија пред нова година, значи 2019 година, статутарните промени што се случија, всушност донесен е нов статут, предвидуваат дека минимум 40% ќе бидат, и тоа е во согласност и со изборниот законник на Северна Македонија, минимум 40% ќе бидат жени. Меѓутоа, јас мислам дека радикална промена или скок треба да се врши врз основа на меритократијата. Да не биде само родот, или било да е женски или да е машки род, како квалитет или како особина која што ќе определи дали едно лице ќе зема некоја важна позиција во општеството, туку да се влијае малку повеќе и на интегритетот и на другите квалитети, освен родот на одредена личност. Јас мислам дека Демократската унија за интеграција сега најмногу е на ова фокусирано и зошто да не? Ние имаме жени кои што ги исполнуваат овие услови, освен што се жени, можат да се борат под наводници со мажите и со други квалитети или со други капацитети. Затоа мислам дека рано е да се зборува. Јас не сум органот или личноста која што треба да зборува во име на листите, затоа што се уште не се објавени и не знам дали се подготвени. Јас сум само член на општиот совет на партијата. Мислам дека ќе внимава, ќе биде доста внимателно ќе постапува во однос и на родот, но и на другите квалитети. Затоа што и граѓаните очекуваат, и вие како медиуми очекувате да има лица со комплет афинитети, не само родот да биде одлучувачки. Благодарам. Ако дозволите една куса реплика на ова би сакала на колешката. Апсолутно дека квалитетот е важен, тоа е неспорно и мерит системот за сите позиции, вклучително и за политичките. Но она што мене не ми се допаѓа е што секогаш кога зборуваме за учество на жените во политиката, тогаш го даваме значењето на квалитетот. Кога се зборува за мажи во политика, тогаш не е прашање на квалитет, како тие по дефолт се квалитетни и никогаш не станува воопшто никаква дискусија околу тоа кога сме имале ние и 70% мажи, да речеме, во парламентот имало некои години и поголем број, и никогаш не било тема на дискусија и на дебата дали се тие мажи, пратеници, министри или било која друга позиција квалитетни. Но кога се зборува за зголемено учество на жените во политичкиот живот, тогаш одеднаш се поставува прашањето колку се тие жени квалитетни. Сметам дека во Македонија има огромен број на квалитетни жени и во партиите, и во граѓанскиот сектор, и надвор од сите здруженија, се разбира и во академската сфера, и во сите институции, и во бизнис секторот, но едноставно не добиле можност да учествуваат и да го покажат својот квалитет. И затоа сметам дека единствено преку ваков систем на квоти, кои што треба да обезбедат учество на жените, можеме да постигнеме поголемо учество на жените во севкупниот јавен живот, вклучувајќи го и политичкото учество за кое сега дискутирам. Во ред, но јас кога зборев за меритократијата не вршев дистинкција меѓу машкиот и женскиот пол. Реков дека ќе настојува да има квалитет и тоа да не се заснова само на родот. И тоа важи и за машкиот род. Не знам колку ме следевте кога зборував. Јас меритократијата не ја гледам како особина на жените. Тоа треба да важи за сите во општеството. И само тогаш ќе може да зборуваме за еднакво општество или за еднакви шанси и така натаму. Јас мислам дека ова го нагласив. Дека се настојува, колку што јас имам информации, да има квалитет на сите луѓе. И јас пак останувам дека меритократијата треба да биде критериум и за мажите и за жените. Да, благодарам. За Туровска, практично истото прашање и за вас и во однос на тоа какви се подготовките и во вашата партија во однос на пратеничките листи. Еве слушнавме СДСМ ќе обезбеди 50% учество на жените и мажите во однос на добитните места на пратеничките листи. Вечерашни соговорници, сакам да ви се заблагодарам за дебатата која што ние возможивте да биде малце поинаква од останатите дебати кои што ги има на телевизијата. И пред во очи на празникот, нели на 8 март, еве да кажеме одредена ситуација или положбата на нашата жена во нашата држава. Се сложувам со она што го кажа мојата колешка Мурачанин, и ние во парламентот како досегашни пратенички исклучително се боревме во тој поглед квалитетот да биде приоритетно место во однос која се знае
кој треба да биде на листите, на претеничките листи, и секогаш бевме за тоа пред се да биде родово сензитивни листите. Што значи да бидат родово сензитивни? Тоа значи оние мажи и жени кои што треба да се најдат на листите, треба да знаат што фактички и треба да направат во моментот кога од нив се бара. Имавме огромен број на дебати. Квотата, за жал, и мене, ако ме прашате, како жена, на некој начин ме навредува и ми смета, но во зависност од тоа како ни се поставени ситуациите во општеството, за жал, таа треба да ја има. И во ваков момент како што е законската легислатива, ни дава можност жените да бидат и 40%, но ни дава можност жените да бидат 50%, па може и повеќе од 50% и 60%. Тоа секако зависи од внатре партиската, како да речам, распределба на силите на листите. Јас едно верувам, дека сме го надминале оној детски развој од минатото, дека листите треба да бидат на прво место, карикирам, да биде Перо, на второ место да биде Трајко, на трето место да биде Унија на жени, да речеме, или Форум на жени. Јас верувам дека тоа е веќе надмината фаза и дека ќе имаме еднакви можности за сите жени, затоа што имаме квалитетни жени и во нашата партија, и верувам дека политичките партии за овој период од 29-30 години од осамостувањето на нашата држава до денес еволуирале и сознале дека не треба така љубоморно да се чува некоја функција која што ќе оди на штета на развојот на општеството, бидејќи развој на една држава, развој на едно општество се гледа во зависност од тоа колку се дават еднакви можности на сите по пол, по род, како сакате во едно општество. Со оглед на тоа што знам која е намерата на нашата партија во после 12 април, со надеж дека ние ќе ја добиеме победата и имаме намера да промениме многу во однос на тоа во општеството и профилот на еден политичар, верувајте дека ВМРО-ДПМН ќе понуди кредибилни, високо мотивирани, храбри луѓе, професионалци во својата работа, кои што ќе докажат дека знаат да бидат лојални на легитимитетот кој што ќе биде даден од граѓаните или од гласачите. Значи, нашите листи ќе бидат персонификација на мудрост, ум, знање, континуитет и иновативност. Дали мажите во партиите сваќаат дека жените не само што можат, туку и мора да помогнат, или едноставно ве сваќаат како квота, како нужно зло кое што сега мора да го на некој начин менаџираме и да бидат на листите? Мислам дека, како што и претходно спомнав, значи една од најтешките битки е битката со патриархатот, затоа што тоа не е нешто што ќе се искорени еднаш и го немаме, значи постојано се појавува во различни облици, така да таа битка е постојана. Но јас сметам дека последните чекори покажуваат зголемена свесност дека жените подеднакво можат и умеат, не само подеднакво, него и она што го покажуваат и сите анализи и искуствата во светот, дека и како знаат поодговорно и да менаџираат со ресурси, со институции, со партии и останато. Значи, ако следиме она што се случува во последниот период со именувањата нови на жени на позиции, дури и сега во техничката влада, можеме да видиме дека има еден зголемен тренд на поставување жени на многу одговорни позиции. Да, бројката е се уште мала во однос на извршни министерски позиции, меѓутоа ние во моментот имаме 6 жени на министерски позиции, никогаш претходно сме немале таа бројка. Така да верувам дека навистина расте свесноста дека доколку сакаме да имаме развој на општеството, значи мора да покажеме инклузивност и мора да покажеме дека го користиме секој потенцијал и ресурс кој што го имаме во државата, а жените се половина од популацијата во нашата држава. И ние не можеме да зборуваме за развој и за прогрес ако не искористиме од потенцијалот од половина од нашето население. Така да верувам дека тој тренд расте, меѓутоа ќе се согласам со моите говорнички, да, јас сметам исто така дека квоти се уште се неопходни за нашето општество. Ние не сме го измислиле овој систем и многу поразвиени демократии го имале. Значи, ова се неопходни практики на поддршка
на помалку застапениот пол, се додека не се дојде до некое ниво на воедначеност. Така да јас сум застапник во наш контекст за квоти, затоа што таму каде што немаме квоти, каде што се извршните функции, гледаме колкав е родовиот јас. И токму затоа сметам и се застапуваме дека треба да има квоти на извршните функции и тоа Значи, ако ги ќе оставиме биде дел од мажите да програмата. одлучуваат без квоти, ќе биде многу полоша ситуацијата од што сега сакате да да кажете. да се искрени и да признаеме дека да ги немаше квотите, ние ќе го немавме овој број на пратенички во нашето собрание, кои што се покажаа клучни во многу битни моменти кога требаше да се одбранат одредени права на жените. Така да ќе повторам, сметам и тоа ќе си биде дел од програмата дека мора да воведеме да поставиме некој минимум процент на учество на жени на сите извршни функции кои што ќе ги именува владата. Еве јас тука се имаме надоврзам единствена жена лидер на партија. Тоа е Маја Морачанин од Дом. Помала партија, секако мора да кажеме, бидејќи во овие поголемите партии тоа до сега не се случило. Или за жал не, јас се надевам дека наскоро ќе се случи и тоа да биде жена лидер и на друга партија. Ние, еве да речем, имаме традиција во Дом и претходната лидерка, значи жена и сега сум јас повторно жена и ние имаме сосема поинаков пристап во однос на прашањето на женските права и родовата еднаквост, што е во согласност со зелените политики и зелените вредности и тоа е така и во сите зелени партии, така и во Дом, затоа што ја препознаваме важноста на родовата еднаквост, не само од аспект на правата на жените како човекови права, туку точно и ова за кое Санела зборуваше, бидејќи невозможно е да имате прогрес и развој на општеството ако половина од популацијата не е целосно вклучена во сите општествени текови и не се користи потенцијалот на овие жени. Така што ние одамна го применуваме овој принцип, еве и сега половина од членовите на Централен одбор се жени, имаме повеќе жени во извршниот одбор отколку мажи. 2013 кога учествувавме самостојно со своји листи на локалните избори, исто така половина од кандидатите за советници во локалната самоуправа беа жени, така што тоа е нешто што кај нас во континуитет се спроведува, а еве кај Европските зелени последното раководство од 9 членови на комитетот 6 се жени. Така што ние и во програмата на форумот на жени на Дом е нашиот став дека потребни се квоти 50% жени. Значи најмалку 50% жени мора да бидат вклучени и во сите тела на партиите, но исто така и во парламентот, во извршната власт и ако сакате и во управните и надзорните одбори на предпријатијата, затоа што и тоа е еден многу клучен момент кога зборуваме за права на жени и родова еднаквост, вклученоста на жените во управувањата и во економскиот дел, а не само во политичкиот за кој сега Благодарам. Само да кажам дека режијата ме исправи, известно време Радмила Шеќеринска беше лидер на СДСМ во еден период. Точно така. Вие немате што да стравувате, бидејќи немате партиски лидер маж. Како е во останатите партии? Може ли да ве замерат мажите за ова што на овој начин ги истакнувате вашите барања? Апсолутно, мислам дека нема замерка во овој дел, кога се работи за нешто што едно општество кон што се стреми. Впрочем, ние знаеме дека една од 8 милионумски цели на Обединетите нации е родовата рамноправност и секое едно општество треба кон тоа да се стреми. Ние сме членка на Обединетите нации и ако сакате да одиме уште понатаму, дека развојот на една држава се гледа од тоа колку родовата рамноправност се внесена во системот на државата, колку се внесени, како што кажа и техничката министерка за правда, во законската легислатива родовата еднаквост. Значи, во секој поглед, како и да се свртите, вие ќе видите дека единствен критериум, мерен критериум за напредокот на општеството и пред се за колку едно општество е демократично, токму стои во ова, како да речам едно решение, во решението да се воспостават еднакви можности во општеството, како за мажите, така и за жените. Ние во политичките партии дебатираме во однос на ова и постојано со нашите колеги, со лидерот на политичките партии, со врвот на партијата. И јас мислам дека политичките партии и лидерите доволно еволуирале во овој период од 30 на години, бидејќи ја осозна енергијата и моќта и посебниот шмек кој што жената политичарка го дава во учеството на политичката сцена.
Од крутоста во политиката ние видовме со учеството на жените во политиката, со формирањето на униите на жени, со формирањето на форумите на жени. Тука се секако и невладините организации кои што ги третираат проблемите на женските права и така натаму се даде поинаков тек на политиките, се отворија прашања кои што првично во минатото и не беа тема на разгледување. Вие можете да кажете, или ние барем можеме да кажеме, дека законски решенија се донесоа дури во моментот кога имаме и поголем број на пратенички во парламентот. Законот за еднаквите можности во нашата држава 2006 година беше донесен. Ве фрустрирали оној мачуистички пристап кога на некоја ТВ дебата ќе седнат лидери на политички партии и кога наместо 4 жени и убаво студио како ова овде, имаме 4 алфа мажјаци кои што се борат практично до последната капка пот, така да речам. Дали ве фрустрира тоа кога го гледате? Мислам дека во партиите постои свесност дека тие што работат на терен се жените и дека тоа отворено се комуницира внатре во партиите. Меѓутоа, тој исчекор беше неопходно да се направи еднакво учество, значи на жените и мажите во сите структури во партиите и овој принцип сега што го воведе СДСМ за еднаква застапеност на пратеничките листи. Инаку свесноста дека жените се тие што работат апсолутно е присутна. Во однос на дебатите каде што гледаме само мажи, да, апсолутно се согласуваме дека да, фрустрира и дека тоа треба да се трудиме сите да го промениме, вклучително нели да побараме поддршка и од вас медиумите, да секогаш кога се дебатира и дискутира за битни прашања да се внимава на таа родова застапеност. Може би денес требаше да има и некој маш овде меѓу нас за да разговараме за родовата рамноправност и во политиката и во општеството. Мислам дека тогаш ќе имавме рамноправни односи и можевме да го видиме нивното видување во поглед на тоа како жената и како се бори и како успеа да стигне до овај процент на застапеност во политиката. Не можеме да се пофалиме, има уште многу да се доодат, како што кажаа моите соговорнички. Треба да најдеме соодветен модел за да знаеме или формула како треба жената да биде повеќе застапена во извршната власт или извршната функција и што повеќе жени градоначалнички каде што реално можеме да кажеме дека сме котираме најслабо и секако дека треба посебно внимание да ставиме на жените од руралните средини кои што на некој начин од различни причини и не можат да се ги уживаат правата кои што општеството им ги нуди. Така, ние, например, поднесовме и предлог закон во парламентот, меѓу другото за промена на изборниот модел, нели со една изборна единица, отворени листи, но во тие предлог измени беа содржани и предлози за 50% жени, за зголемување на сегашната квота, која што е 40% на 50%. Јас навистина жалам што ова предлог законско решение не се усвои, бидејќи имаше расположение практично во парламентот и не само меѓу пратеничките, туку и помеѓу колегите мажи, но едноставно повеќе мислам дека пречеше измена на моделот со една изборна единица, па потоа можеби отварање на листите, отколку самото зголемување на квотата. Мојот впечаток е дека овој состав, претходниот еве сега веќе на собранието, имаше потенцијал и расположение за да се зголемат квотите и се надевам дека тоа во следниот состав ќе се случи. Благодарам. За сега сакате да се вклучите? Да, повелете. Второто прашање или втората теза дали мажите во партиите не гледаат како квоти. Мислам дека ова е прашање кое што треба да го упатите до нашите лидери кога ќе бидат овде. Тие да дават точен резултат. Јас лично не би сакала никој да ме гледа како квота, како човек кој што би бил на една позиција само за да наполнам некоја квота, било тоа да е уставна, законска или меѓународна квота. Но вистина е дека квотите дадоа резултати. Да не беа воведени квотите, мислам дека и ние тука не знам дали ќе бевме баш во овој состав дојдени во својство на гости. Добро. Тука ќе го повикам прилогот на колешката Сања Савеска. Врз основа на спроведените истражувања на невладината организација Реактор за застапеноста на жените во различни сфери на општеството, како што впрочем ја реализираме оваа емисија заедно со поддршка на невладината Реактор.
За да учествуваат во политиката, жените најпрвин треба да се докажат, за разлика од мажите, кои кога станува збор за политичко учество и напредување, шансата ја добиваат врз основа на потенцијал, покажа студијата на Реактор. 48 жени беа дел од собранието пред неговото распуштање, наспроти 72 мажи, што представува 40% застапеност на жените во парламентот. Заклучно со јануари 2019 година од 16 министерства и 26 министри со и без ресор, само 4 беа раководени од жени. Во моментот во техничката влада има само 3 министерки и 1 министерка без ресор. На последните локални избори во 2017 од вкупно 80 градоначалници, првото место во општината им е доверено на 6 жени. Дискриминација постои на раководните функции. Само 29% од јавните предпријатија и државни тела се управувани од жени. Најголем јас постои кај директорите на институциите, каде застапеноста на жените е 5%. Разликата во стапката на вработеност меѓу жените и мажите е речиси непроменета во последните 20 години, а грижата за домот, децата и старите лица се уште е ексклузивна одговорност на жените. Дали сте мажена? Дали имате деца? Дали планирате да имате деца? Се уште чести прашања на интервјуа за работа и дури 74% од анкетираните жени кои имале барем едно интервју за работа во последните 10 години се соочиле со вакви или слични прашања, неповрзани со нивните професионални компетенции или работно искуство. На секоја пета од оние кои имале искуство со бременост додека биле вработени и било прекршено правото за платено породилно отсуство. Правото се крши или директно кога работодавците ги отпуштаат работничките штом ќе дознаат дека се бремени, или индиректно кога на бремените работнички не им се продолжуваат договорите за вработување кои се склучени на определено време. Споредбено со 31% од мажите, економски неактивни се 56% од жените. Ова значи дека повеќе од половина од жените на работоспособна возраст се исклучени од пазарот на труд, бидејќи не се ниту вработени, ниту пак се регистрирани во Агенцијата за вработување како активни барателки на работа. Ваквата исклученост ги прави жените поизложени на сиромаштија и социјална несигурност, загрозувајќи ги нивните права на здравствена заштита, користење на пензија или надомест во време на невработеност. Во еден работен ден, 71% од времето поминато во работа за мажите е платено, додека пак жените 62% од времето поминато во работа е неплатено. Жените извршуваат 72% од неплатената работа во домот и споредбено со мажот. Просечно во денот жените поминуваат 18 пати повеќе време во миење садови, 12 пати повеќе време во чистење на домот, 9 пати повеќе време во готвење и 3 пати повеќе време во грижа на децата. 45% од жените во Македонија имаат доживеано некоја форма на психолошко, физичко или сексуално насилство. 30% од жените имаат доживеано сексуално вознемирување. Речиси половина од жените, односно 48%, сметаат дека домашното насилство е приватна работа и треба да се решава во кругот на семејството. Истражувањето на Реактор покажа дека жените со високо образование во Македонија заработуваат 22% помалку од мажите со високо образование. Во 2019 година во Македонија за прв пат беше објавен индексот на родова еднаквост со податоци од 2015 година, а изнесува 62 поени од можен максимален резултат 100, што е за 4,2 поени под европскиот просек. Колку беше убава, каква коса имаше вчера, никаква, што носеше, какво сако, зошто за жените политичарки прво тоа се забележува или прво тоа го забележуваат социјалните мрежи, па дури и останатите жени, што е уште по-зачудувачки. Наместо колку убаво збореше, колку елоквентно се изрази, каква убава политика изрази. Така. Ако може да се вклучам, бидејќи тоа е нешто што е многу вообичаено во општеството и тоа е резултат на стереотипите и предрасудите кои што ги имаме во општеството или на таа родова несензитивност, да кажам, затоа што е тоа општествената сваќање генерално за жените, дека жената треба да изгледа секогаш добро, да биде средена, не е важно што зборува, оти мажите се тие што од кои се очекува да зборуваат и да кажат нешто што би било условно паметно, а жената треба секогаш добро да изгледа. И тоа е една фрустрација дополнителна за жените и во другите сфери, но особено за жените политичарки, и тоа често сме го дискутирале во собранието и на клубот на пратенички и комисијата за еднакви можности, бидејќи
не е едноставно да се борите со овие коментари кои што се постојано присутни на социјалните мрежи, кои што се занимаваат со изгледот на жената, со фризурата, со шминката, со гардеробата и најчесто се тоа обично критички расположени коментари, а да не зборувам колку се пак чести и говорот на омраза и дискриминирачки говор кон жените, особено жените политичарки, кој воопшто не се базира на ставовите, изречени мислења, туку повеќе се однесува на изгледот. Тоа се случува и од други жени, што исто така говори за една несолидарност во општеството. Во општеството и тоа треба да се надминува и мене ми е многу драго што по тие прашања навистина имавме консензус во парламентот и за прв пат се случи ова собрание да излезе јавно со соопштение по повод говор на омраза кој што беше насочен на социјалните мрежи и портали кон жените кои што учествуваат во политиката и тоа е, знаете, многу повеќе... За конкретен пример зборувате или да, за кој? Во повеќе наврати, бидејќи тоа е многу честа ситуација, но досега се немаше случајно сите жени солидарно како пратенички да излеземе заеднички како клуб на пратенички да осудиме било каков говор на омраза без разлика дали доаѓа од некоја политичка партија и од каде е потеклото, туку да се престане со говорот на омраза. Она што е многу суштинско е дека ваков говор на омраза и дискриминација и сексизам и мизогинија што е присутен во социјалните мрежи особено и не се санкционира соодветно, тоа исто така е една од причините зошто се поддржува ова и зошто продолжува бидејќи не се санкционира соодветно од надлежните институции, е што овој говор на омраза ги одвраќа младите девојки да се вклучат поактивно во политичкиот живот и се разбира и во други сфери на општественото живење, особено кога се тоа јавни позиции. Знаете, затоа што кога... Постои ли солидарност помеѓу жените од различни политички опции кога е нападната жена од една до друга политичка опција? Имавме X примери во општеството во изминатиот период. Еден портпарол на партија ја навреди, например, министерката за финансии. Дали тогаш ВМРО реагираше на тоа, односно жените од ВМРО да Така реагиравме и како клуб на пратенички излеговме со соопштение и го осудивме мислам таквата избрзана реакција од еве портпаролот. Можам да кажам дека не секогаш во сите ситуации сме реагирале правично. Дали тоа селективното реагирање на клубот на пратенички доведе до несакани последици и појава на дополнителни други говори на образа кон одредени жени политичарки, да, тоа треба да се разгледува во иднина. Јас сметам дека тука треба да имаме еднаков аршин, без разлика која жена политичарка од која политичка партија доаѓа. Исто така не беа осудени ниту, например, нападите на нашата техничка министерка на Мизрахи, кои што беа од многу, да речам, еден недозволив вид на напад, кој што сметавме дека во општеството и воопшто во цивилизацијата е на некој начин изумрен, но воскресна наеднаш и за жал немаме осудување за такви недолични постапувања. Она што мене ми иритира покрај овие анкети сега што реактор ни ги достави, фактички се прашувам што ние сме постигнале во овој период кога гледаме дека имаме такви резултати какви што ги видовме од анкетите. И знаете како останува? Останува она дека во некое време жените се бореле за некои права. Дел од тие права ние сега ги користиме. Например, правото за... Но дали тоа е подеднакво на целата територија од нашата држава, ќе кажеме дека за жал не е. И тука се земаме за право и ние можеби како жени, како политички партии, како политичарки, не сме биле доволно храбри или не доволно упорни за тоа да го доведеме до еден степен на изумирање во нашето општество и ќе кажам зошто. Правото, например, жената да може да си бира партнер. Тоа е од порано, да кажеме, се изборила и дека слободно можеш да го бираш партнерот. Но меѓутоа кога ќе одите на терен и кога ќе се судрите со различни ситуации во земјата, ќе видите дека за жал во Република Македонија има се уште
такви ситуации каде што жената за жал не може да си го избери својот партнер или не може да избери да образование и така натаму да не одам. Да. Уште малку за ова солидарност што постои или не постои меѓу жените. Имаше една форма на лажна вест кога жени на ВМРО беа представени како се молат пред шахта, наводно пред шахта, што навистина беше неумесно направено, беше навредливо на тој начин. Дали тоа беше осудено од страна на жените од СДСМ? И ова за Мизрахи ве молам за одговор. Да. Значи, факт е дека имавме период кога женската солидарност беше ослабната. И тоа не можеме да го негираме. Тоа го констатираме и сега, го констатиравме претходно, јас и како дел од граѓанскиот сектор, како граѓански организации, упатувавме и повикувавме, затоа што навистина верувам дека тоа е клучот во оваа борба за родова еднаквост. Меѓутоа, морам да забележам дека и сите се согласуваме дека имаме јакнење на таа женска солидарност во последниот период, значи имаме некој консензус дека без разлика на идеолошките разлики има некоја црвена линија која што нема да дозволиме да се помине, а тоа е таа дискриминација врз основа на род. Така да има реакции и од клубот на жени пратенички. Чувствувам дека за Туровска малку забележа во однос на тоа дека за министерката Мизрахи изостана тоа сега ќе го искоментирам, сакам само реакција. да кажам дека интересорската група исто така која што ги координира процесите за унапредување на родовата еднаквост во нашата земја и како значи реагираше неколку пати кога имаше изразит говор на омраза према жени без разлика од која политичка партија. Меѓутоа мислам дека треба и одговорно би било од сите нас по име на таа кауза која што ја споделуваме сите заеднички и за која што се бориме, значи да внимаваме да не ги мешаме она што значи партиска агенда и борбата за каузата. Значи случајот со техничката министерка Мизрахи, навистина мислам дека нема никаква основа да тврдиме дека станувало збор за дискриминација врз основа на род во ниеден момент. Значи критиките кон техничката министерка беа упатени врз основа на непочитување на закони, а не врз основа на тоа што таа е жена. Така да, пак ја повторам, мислам дека сите треба да сме си одговорни кон каузата која што ја застапуваме и нели да внимаваме и отворено да посочуваме кога станува збор за родова дискриминација, а кога станува збор за едноставно непочитување на закони, кое што мора да биде укажано и реагирано на тоа. Значи имаше навреди кон техничката министерка во поглед на семитизам. Вие знаете дека тоа беше од ваши партиски сопартики, да кажем, исто така и од одредени новинари. Така да сметам дека сето тоа зборувам за клубот на пратенички и зборувам за внатре во парламентот кога не секогаш со исти аршин гледаме кон овие работи. Сметам дека тоа во иднина ќе треба да се промени. Кога се говори за говор за омраза без разлика на кого е упатен, сметам дека секој еден треба да реагира. Да, кога вистински станува збор за говор на омраза, треба да се реагира. Ние фактички сега се содруваме со истите проблеми со кои што се содрувале жените, да речеме, и во минатиот век, па и многу поназад. Значи со исти, со говорот за омраза, не знам и како поинаку ќе ги третираме социјалните и електронските медиуми во иднина, кои што се и главни расширувачи, како да кажам, на говорот на омраза. И не знам во кој дел ние повеќе пати со Маја Морачанин и со клубот на пратенички сме разговарале за тоа да се стави во законска рамка електронските медиуми и социјалните мрежи, но меѓутоа за жал немаше политичка волја во овој дел. Електронските медиуми, немаше политичка волја, затоа што баравме од Министерството за информатичко општество да достави закон каде што ќе бидат електронските медиуми ставени во закон за да не може говорот на омраза да добива толкава широчина како што му се даде, но за жал ние не успеавме во медиумите, така. Законот за медиумите. И мислам дека таму има дебата, има процеси, значи тоа не е момент кој што државата, институцијата треба да ја наметне на
медиумите, тој процес што треба да биде воден од медиумите, како што е, за да се постигне решение, меѓутоа да ние застапуваме дека тој процес се случува, како што знам, дека треба да си биде воден од медиумите. Она што медиумите цело време го застапуваат, како што знаме, тој процес на саморегулација и како во секоја демократска земја, значи не треба тоа да биде наметнато нешто од страна на институциите врз медиумите, туку заеднички низ договор да се изнајде најсоодветното решение. Дури со овие законски решенија кај нас говорот на омраза е кривично дело. И сега, така што може би да е потребно некое допрецизирање и така во тој сегмент, но и сега можат надлежните институции да постапуваат по Има сосема доволно закони што може да го санкционираат доколку функционираат институциите, обвинителството и судовите, што е друга тема и сега која отвориме веројатно ќе навлеземе во други зелендели. Да, би сакала само малку да се надоврзам. Ние зборуваме за еднакви шанси и еднакви можности. Тоа значи дека треба да се има еднаква одговорност и не да се осудува врз основа на родот во конкретниот случај, туку врз основа на конкретното постапување. Имам чувство дека жените се поодговорни во вршењето на нивните задачи и затоа јас мислам дека сите вие кои што сте активно вклучени во политиката треба да сте посолидарни меѓу себе, за да се поддржувате, затоа што женскиот род е поодговорен во вршењето на своите функции. Нормално дека има и одстапување, не е некое правило без одстапување. Со ова повторно би се вратила на почетокот, дека особините, интегритетот, начинот на кој што постапува една личност се најбитни дури и од родот на таа личност. Колешката од Дом Преска интервенираше, меѓутоа тоа е тоа. Не значи дека да се биде жена нема да сносиш одговорност или да се биде маж нема да сносиш одговорност. Секој човек треба да биде одговорен за своите постапувања и родот, јас лично не би сакала да ме лиши од некоја одговорност или од одговорноста за некоја грешка што би ја направила. Апсолутно се согласувам, веројатно не сме се разбрале, значи ние не зборуваме ако некоја жена биде поставена на било каква функција дека таа по дефолт ќе биде амнестирана од било каква одговорност или евентуално санкционирана ако не ја извршува добро својата задача. Околу тоа нема дилема. Јас зборувам дека треба да им се даде можност на жените во општеството, бидејќи имаме голем потенцијал кој што не ни е искористен. Например, преку 56% од студентите кои што дипломираат на сите факултети кај нас се жени. И потоа тие жени не се соодветно застапени, ниту на раководни функции, ниту на политички, ниту во бизнес секторот. Ние практично губиме кадри во кои и општеството инвестирало, кои што се високо квалификувани, образовани и потоа не можеме да ги искористиме соодветно во развој на општеството. Затоа зборувам и многу често го слушам коментарот и затоа сакав само да направам една дистинкција. Секогаш кога е прашањето за жените, некако се наметнува прашањето, ама дали има доволно квалитетни жени? Во тој смисол ми беше репликата. Има доволно квалитетни жени во Македонија, само треба да им дадеме можност да го искористиме нивниот потенцијал. А освен ова, плюс и политичките партии треба да имат предвид дека и половина од гласачите се жени. Половина од гласовите кои што ги добиваат од жените и затоа треба и представувањето да биде на соодветно ниво. Дали со пораките кои се праќаат преку медиуми, преку партиски говорници, преку символи, се испраќа порака за жена која најчесто се представува како мајка и домаќинка, столб на семејството? На некој начин, мислам, тоа е дури и убаво кажано. Па не знам дали убаво кажано, меѓутоа нели најчесто кога се дури убаво кажано во однос на тоа како поинаку може да се представи. Кога се опишуваат жените и кога се представуваат, да, представувањето обично тргнува така што на пример мене лично многу ми прече, затоа што сметам дека жената е индивидуа која што нели си има своји интереси, си има своји потенцијали и работа на системот на државата и на институциите да овозможат на секоја индивидуа и на секоја жена да ги реализира своите потенцијали. И да, мене
лично ми пречи кога имате пакет на представување како, не знам, мајка, сопруга и сето тоа, затоа што е тотално небитно дали некоја жена е мајка, сопруга, нечија сестра или не знам што. Обично или што најмногу, извинете, сака да го отви дома и да. така. Обично Тоа кога се зборуваме прашање. и за кампањите поврзани со насилство, па многу често слушаме изјави дека замислете да е ваша сестра или не знам ќерка или значи навистина жената е индивидуа сама за себе и не мора да е нечија сестра или мајка или сопруга за да е вредна. Како индивидуа е ресурс во општеството што мора да биде почитуван и чии што потенцијали општеството ако сака да се развива мора да ги искористи. Така да, за жал. Од каде треба да тргне таа промена во образовниот процес? Да. За Туровска, Да, ние имаме да. уште учебници во кои што Апсолутно, сега ќе кажам имаме тоа во една дебата која како што се имавме во представени. собранието, токму разговаравме околу тоа дали треба да имаме и одредена промена во учебниците каде што мајката е навистина персонификација, дека е столбот на семејството, дека од неа почнува нели раѓањето на детето, па воздигнувањето, учењето и така натаму, и таа се гледа како од аспект дека таа ќе биде предодредена исклучиво да биде во домот, исклучиво да се занимава со работи кои што се околу домот, грижата на деца, миење пајнци како што викаме и така натаму. И сметаме да треба да почне можеби од уште подолу, тоа е од основната клетка во нашето општество, сметам од семејството веќе треба да се градат тие еднакви можности помеѓу мажите и жените. И знаете, кога ќе имаме машко дете, баш и тој пример беше кажан кога разговаравме, кога детето машко ќе падне, кажуваме па ти си маж, па не смеш да плачеш и така натаму. Мислам дека ние уште самите во нашата фамилија, во нашето семејство, веќе почнуваме на некој начин да имаме различности во однос на можностите помеѓу машките и женските деца и да, сметам дека образованието треба да одигра клучна улога во надминување на овие стереотипи. Тоа значи дека доколку дојдете на власт вие или доколку останете на власт или да, треба да се менува, да. ќе влезете во еден процес на реформирање на овој образовен процес, еве за сите прашања. Така е. Значи, она што би сакала само да спомнам што се случува сега, затоа што сметаме дека од најрана возраст треба да започне таа едукација. Она што Министерството го работи заедно со УНИЦЕФ е програма за позитивно родителство. Значи, треба да започнеме од моментот кога, нели, некој знае, очекува дете, ќе добие дете, да се работи на програма за позитивно родителство, каде што меѓу останатото една од вредностите во начинот на воспитување се токму, значи, родовите улоги и понатаму она што го воведуваме како програма, нова програма во градинките, затоа што уште од таму треба да започне таа едукација преку тие нови модули за социоемоционален развој. Една од главните компоненти се родовите улоги. Мислам дека е исклучително важно за нашето општество тоа што за прв пат државата донесе одлука да го пилотира сексуалното образование во училиштата, затоа што тоа значи образование за родови улоги, тоа значи образование за она што значи здрав емоционален и позитивен однос и кон себе си и кон другите. Тоа е нешто што со години наназад го баравме и сметам дека тие реформи апсолутно треба да продолжат во тој правец. Исто така да би сакала да спомнам дека во моментот Министерството за труд и социјална политика заедно со телото за родова еднаквост на Обединетите нации и во соработка со МОН, значи веќе започна со процес на ревизија на учебниците во основното образование, затоа што тие апсолутно е точно дека се извор на родово стереотипна содржина која што ги подхранува тие родови стереотипи. Така да долгорочно гледано, значи клучот за трансформација на општеството е реформата на образованието. Меѓутоа, додека се случува, нели, таа долгорочна трансформација, што значи инвестиции во идни генерации и промени кои што ќе ги видиме за 15 и 20 години, сметам дека со еден сет мерки кои што ги спомнав на почетокот и мора да се продолжи во тој правец, дека институциите мора да реагираат да, нели, на нас жените кои што сега живееме и твориме, на жените од руралните средини им се обезбедат еднакви можности преку еднаков пристап до услуги и преку она што значи можност за споделување на домашните обврски, затоа што тоа е основата. Ние не можеме да очекуваме жените да бидат активно вклучени во општествениот живот кога дома се преоптоварени со обврските. И токму затоа пак ја повторам, значи она што не секогаш доволно се потенцира колку е битен развојот на социјалните услуги и инвестициите во таа економија на грижа на локално ниво, затоа што тоа значи отварање на нови работни места, првенствено наменети за жените. И само би спомнала, значи постојано го потенцирам, значи една друга мерка која што сметам дека е исклучително битна за најразлични
најранливите жени во нашето општество, а тоа е законот за минимална плата. Треба да сме свесни дека од тој закон беа изземани, значи, токму оние индустрии каде што 90% од вработени се жени, и заради тоа ги имаме тие податоци дека жените се со најниски примања во нашето општество, така да секогаш треба да сме свесни дека овие мерки и како се родово сензитивни мерки кои придонесуваат за економското јакнење на жените, а економското јакнење мислам дека е клуч за економската независност на жените. Да, најважна. Апсолутно, економското јакнење е клучно и мене ми е навистина драго, да, се согласувам дека со воведувањето, односно покачувањето на минималната плата, се таргетира практично најмногу во најголем дел жените и очекувам тоа да продолжи во иднина. Сеопфатно сексуално образование конечно започна тој пилот проект после толку години инсистирање и очекувам дека во следниот период тоа ќе стане задолжителен дел од Што значи тоа образовниот сеопфатно систем. сексуално образование, може да ни објасните? Значи тоа е образовни модели каде што децата ќе се учат на еден посеопфатен начин на развивање на сопственото и заштита на сопственото здравје првенствено, значи заштита од сексуално преносливи болести, но покрај тоа исто така ќе добиваат знаења и вештини, освен тоа да се грижат за сами себе, да развиваат својата емоционална интелигенција, да развиваат вештини на комуникација, на начин на прифаќање на различностите, не само толеранција, туку и прифаќање и коректна комуникација без насилство, без користење на говор на омраза, каде што родовата еднаквост ќе биде втемелена во тој систем на едукација и затоа велиме сеопфатно сексуално образование. Не се однесува само на заштита на сексуалното здравје, туку се однесува на вистина едно сеопфатно градење на личност за кое што во општеството може и за себе да придонесува, но и за другите во општеството. Дали тоа се студира можеби со некои конзервативни норми што ги промовираше ВМРО ДПМН претходно, Еве Затуровска да ја прашам? Во смисла на кои конзервативни форми? Во смисла на сексуалното образование, прифаќање на различностите и така натаму. Не, апсолутно, мислам, нека сте тука во право, дека ВМРО ДПМН бил против ваквиот тип на и покрај тоа што ние сме конзервативна партија, сепак имаме современи гледишта во поглед на општественото збиднување. Еволуиравме во тој дел, морам да кажам, и со тоа го кажавме, го докажуваме со практични примери и во сегашноста и во минатото, и верувам со оглед на тоа, еве, за изборната програма во делот или во концептот од програмата на ВМРО ДПМН за родовата еднаквост, имаме сериозни мерки во тој поглед, во поглед на економското јакнење на жената, во поглед на сексуалното образование и така натаму, да не се навраќам кон она Маја Морачанин кој што го кажува, сет на мерки кои што верувам дека ќе докажеме дека навистина сме за да се овозможат еднакви можности на мажите и жените во нашето општество. И тоа ќе го видите за брзо. Ќе биде промовирана програмата на во однос на законот за абортус што беше доведен, гласаше партијата ВМРО ДПМН, ги поддржа измените кои претходно беа донесени од истата партија. Да, ги поддржа измените за аборт. Мислам меѓутоа, да, но не целата група, но и тоа навистина беше за поддржување. Пратениците од другите политички партии ги поддржуваат одредени законски решенија кои што се на пример од другите. Добро, во суштина имало поддршка што е важно за Така и тоа е навистина значајно што го донесовме тој закон за прекин на бременоста, мислам тоа е од исклучителна важност и за правата на жените и за воспоставување на родовата еднаквост. И јас само малку сакам да се вратам на прилогот што беше емитуван, бидејќи навистина изобилува со информации и податоци кои што ние често сме ги дискутирале и во собрание и еве вака на различни форуми. Уште само би сакала да надополнам дека точно кога во истражувањата кои лоцираат која е причината зошто жените не се вклучуваат активно на пазарот на труд, точно е најголем број од жените велат дека причините се грижата во семејството, за децата, за повозрастните лица
и за потомството лицата со попреченост. Значи тоа се клучните фактори кои што ги одвраќаат жените да бидат активно вклучени на пазарот на труд и затоа се овие бројки со вистина се уште ниско активно учество на жените на пазарот на труд. И во тој контекст, она што во изминатите 3 години се спроведува со зголемување на бројот на градинките, со проширување на капацитетите и зголемен опфат генерално на децата во градинките е клучно во она што го велиме балансот помеѓу приватниот и професионалниот живот на жената. Бидејќи ако ја ограничите жената и да не се даде поддршка да може некој друг, а тоа е државата, затоа што државата е должна да се грижи во тој дел да ги прифати овие обврски, тогаш се разбира дека не можеме да очекуваме жената да биде комплетно вклучена во сите општествени сфери на живење, така што во таа насока мора да се продолжи со зголемување на опфатот на децата во предучилишните установи. Јас мислам дека има и други причинители зошто во 56 мислам дека беше процентот на жената согласно прилогот која што бара работа или е на пазарот на труда, да. Да, и тие се причините, но меѓутоа и други. Се уште во нашето општество постои маја која е машка и која е женска работа. Ако жена фактички отиде да конкурира за наводно машка работа, таа автоматски ќе биде одбиена. Имаме се уште случаеви каде што жената заради тоа што е во, да речем, блажена состојба, нема да ја добие работата и покрај тоа што конкурирала, за жал се уште имаме такви ситуации, одиме на терен и се среќаваме со тие работи. И доколку жената е млада и има деца, и тоа е една од условите дали таа ќе го добие решението за вработување или ќе биде одбиена од страна на работодавачот, така да имаме на серија на мерки кои што влијаат зошто се овие 56% жени кои што се на пазарот на трудот. Согласен дека еден дел е веројатно и тоа, но тоа е значи кршење на законските норми. И тоа треба да се пријавува и санкционира. Ако ме прашувате во тој дел, јас се залагам за воведување на задолжително родителско отсуство во кое што ќе бидат вклучени и мажите. Значи тоа е начинот на кој што треба да се влие, значи не само она што е искуството кај нас, иако и сега по закон мажите можат да бидат вклучени, но тоа не се случува или барем многу ретко се случува, но треба да се измени овој дел и со законската регулатива и задолжително мажите, татковците да бидат вклучени во тој дел од родителското отсуство. Би сакала само да се надоврзам на Сега е 9 месеци и плюс 3 можат, но тоа е неплатено, значи насока би одело тоа да речеме да биде договорно, едниот од родителите, значи не жената по дефолт 9, а мажот 3, туку едниот од родителите да може да користи 9 месеци, а другиот најмалку 3, а да биде договор помеѓу партнерите. Значи, ако така се договорат, може 5-4 да биде или 3-6, но најмалку, ако зборуваме за платено родителско отсуство, другиот родител да учествува со 3 месеци. Јас морам да се навратам код онаа терминологија што ја користиме се уште економски неактивни жени, затоа што мислам дека е нефер, многу пати сме го дискутирале тоа да ја користиме таа терминологија иако статистички така се водат, затоа што всушност станува збор за неплатена домашна работа. Ние на вистина не можеме да кажеме дека жените од руралните средини се економски неактивни, затоа што ако земаме да пресметаме колку тие во домашниот буџет заштедуваат со тоа што сами одгледуваат разни производи, колку заштедуваат во домашниот буџет со тоа што сами ги извршуваат сите работи, на перење, на пеглање, на приготвување на храна, на грижа за постарите, грижа за децата. Така да мислам дека малку и таа терминологија е нефер, затоа што пак повторам станува збор за неплатена домашна работа и токму тоа пак се навратам, повеќе пати ја спомнувам затоа што мислам дека недоволно зборуваме за економијата на грижа во нашата држава и измените во новиот закон за работни односи кои што се токму во тој правец на воведување на она што значи flexi security, на она што значи различни можности за работни ангажмани,
се со цел да на жените кои што се сега вклучени во таа неплатена домашна работа им овозможиме да преку воведување на тој ваучер систем може да бидат ангажирани, да бидат платени за она што сега го спроведуваат бесплатно, а нели да ги имаат оние придонеси што значат здравствено и пензиско осигурување, затоа што тие жени ни остануваат подосна без пензија, значи во она чувствително повозрастно доба остануваат без никаков приход. Ќе се согласам дека новиот закон за работни односи и нели тој процес веќе се случува, за жал во Министерството за труд и социјална политика не успеавме во овој период да го финализираме и да го донесеме законот, меѓутоа секако дека ги предвидува тие нови флексибилни форми на работни ангажмани и секако дека зборува за воведување на родителско отсуство, затоа што сега да, таткото има право, меѓутоа само под услов мајката претходно да го оствари правото, па да го пренесе на таткото. Значи новиот закон за работни односи треба да го регулира тоа и да зборува за флексибилно користење на родителско отсуство, како што спомна Маја, мајката и таткото, нели двата партнери да може да се договараат за користење на родителското отсуство така како што им одговара, иако сметам дека треба да има некој период и на задолжително татковско отсуство во тој најран период, за да се направи таа емоционална врска, меѓутоа нели конкретниот модалитет треба да се испреговара заедно и со синдикатите и со работодавачите, се со цел да имаме едно општо прифатено законско решение. Тука би вклучил од невладините организации, доколку сакате да се вклучите во дебатата со поставување некој прашање, ве молам, таму е микрофонот. Да, повелете. Добро вечер на сите. Јас сум Елена, доаѓам од Коалиција Маргини. Организација која што сите изминати години наназад интензивно работи на унапредување и подобрување на голем дел скоро на сите прашања кои што вие ги отворивте. Особено фокусирани сме на делот подобрување на образованието и образовните политики, токму фокусирано на содржините на учебниците во сите стадиуми на образование. Со оглед на тоа што господјата Билјали Зендели доаѓа од универзитетската фела, би сакала до вас првично да го насочам моето прашање. А и како што споменавте, вие сте членка на партијата ДУИ, од која што е и моменталниот министер за образование и наука, господинот Арбер Адеми. Со оглед на тоа што имаме, и сами спомнавте, огромен број на учебници кои што се доста проблематични во делот на родовата еднаквост, портретирањето на жените, стереотипизацијата, предрасудите, во делот на дискриминаторските содржини, особено кон маргинализираните жени, маргинализираните групи во нашето општество и така натаму. Длабоко задираме во проблемите кои што во суштина се и можеби никулец кај младите луѓе и со какви содржини растат, го креираат своето мислење, па понатаму гледаме последиците после толку години неповлекување на таквите содржини, гледаме се повисок број на случаи на насилство, родово базирано насилство, како во семејствата, така и на јавните простори, во училиштата, се поголем број на проблеми поврзани со дискриминацијата на сите основи. Така што би сакала да ве запрашам, кое е вашето мислење, какви конкретни мерки треба да се направат за, како што и на почетокот на емисијата се спомина, радикални промени во образованието и во образовните политики според ваше мислење? Добро, ова е повеќе мислење, мислам, прашање за министерот за образование. Според моје мислење, јас мислам дека може, например, да се сензибилизира јавноста со разни кампањи од медиумите, во социјалните мрежи, од државата, платени од државата, било да е Министерството за образование или Министерството за труд и социјална политика. Треба да се работи повеќе на содржината на учебниците и треба повеќе да се обидуваме да влијаеме на менталитетот. Ние сите сме жени, мајки тука, претходно не можев да се вклучев. Мислам, мене да ми каже некој дека сум мајка или дека сум столб на општеството, тоа не го сваќам лично како навреда. Напротив, мислам дека со тоа јас сум во надредена положба во однос на мажите, но тоа од друга страна значи дека мене ќе ми треба многу повеќе напор или многу повеќе време
жртвување за да постигнам или да достигнам нешто на кое што на мажот му е полесно да го постигне. Меѓутоа тоа не значи дека јас сум помалку способна од еден маж. Ако можам да бидам и столб на семејството, столб на општеството од друга страна и мајка и да родам деца и да гледам деца, тоа не ме прави помалку способна, напротив ме прави многу повеќе способна ако парирам за една функција заедно со еден маж. Мислам дека треба да се сензибилизира повеќе јавноста во врска со овие работи. Сега јас не сум министер за образование, ниту за труд и социјална политика, но би сакала да истакнам дека треба посериозно, например, да се нафатиме со содржината на учебниците и посериозно да се нафатиме и со процесот или начинот на кој што ќе ги едуцираме нашите деца. Го рекоа и претходно и моите соговорнички, затоа не се вклучив. Уште од мали нозе ние почнуваме ти си машко и ти си женско. За жал, и мислам дека тоа после со поменот на годините само расте и доаѓа еден момент кога мажот се чувствува горд и се чувствува појак и се чувствува посреќен затоа што е маж. Мисли дека се ќе постигне многу полесно само затоа што е маж. А тоа пак, како и многу други прашања во Македонија, тоа е прашање на менталитетот. Мислам дека сите треба да даваме пример, добар пример, на добра жена, на добра мајка, не да се чувствуваме навредени, например, ако младен кажува дека јас имам 2 малолетни деца, било да се мажи или женски, нема врска, не јас да се чувствувам како оптоварена со тоа, туку тие се моја гордост и можеби јас поради нив сум овде, за да идните генерации имат подобар живот. Тоа е, мислам дека јавноста, но и државните органи треба да се нафатаат малку повеќе или подетално за да влијаат на менталитетот, затоа што пак ќе повторам. Мислам дека не само во родовата нееднаквост, туку и во многу други работи, лоши работи за жал, ни пречи менталитетот или како да не сме ментално способни да сватиме дека треба ние самите, начинот на кој што ќе перцепираме и ќе генерираме нешта, пошто дискриминација генерираме самите со тоа што го кажа мојата соговорничка, ти си машко, не смееш да плачеш. Ние, значи, самите генерираме. Ние треба самите првин да се преиспитуваме и да побараме поддршка од медиумите за подигнување на свеста во ова работа, со корупцијата, со правдата, со селективната правда и така натаму. Само да дополнам, бидејќи бевме спомнати, нели, Министерството за труд и социјална политика не е единствената надлежна институција, нели, за родовата еднаквост во државата, можеби ги координира активностите преку интересарската група и националното координативно тело, меѓутоа секоја институција си има своји обврски. Образованието е обврска на Министерството за образование, значи таму каде што ги споделуваме компетенциите со Министерството за образование е раниот детски развој и мислам дека тој пример на сеопфатна реформа треба да биде следен во овој дел од Министерството за образование, а тоа значи промена на наставните содржини, она што ние го правиме со програмата за рано учење и развој, значи нови модули, тоа значи обука на кадарот, тоа значи промена на наставните содржини на факултетите кои што продуцираат кадар кој што нели ги едуцира децата во училиштата и менталитетот, само ќе додадам дека се менува токму преку инвестиции и реформи во образованието, така да апсолутно мислам дека една од клучните предизвици и приоритети на државата мора да биде реформа на образованието. Благодарам, повелете. Да, само уште кратко, како невладина организација се согласуваме дека образованието можеби треба да биде реформата, меѓутоа една системска стратешка реформа на образованието треба да биде приоритет. Добро е што слушам дека од партијата ВМРО ДПМН е еволуирале. Тоа е еден збор кој што е доста интересен во овој контекст, оглед на тоа што јако го спореше ова партија новиот закон за заштита од дискриминација, која што носи и tekako големи поволности за голем дел од граѓаните, граѓанките, како и маргинализираните заедници. Исто така го кочеше процесот на донесување на предлози и пилот програми во делот на сеопфатното сексуално образование. Знаете како тие практики на говорење на еволуција треба нели да ги видиме спроведени
во политики и практики кои што директен бенефит ќе има граѓанството, општеството, младите и сите засегнати од различните политики. Исто така сакав да додадам дека добро е да се поразговара со оглед на тоа што разговарате во делот на родова еднаквост, меѓутоа и омоќување, оснажнување на жената, да се поразговара за самохраните мајки, маргинализираните жени, сиромашните жени, преживувачките на насилство. Може би ќе се заложите и за закон кој што фемицидите, нели, ќе ги третира како посебен дел на убиства и така натаму. Благодарам. Евентуално за Туровска или во ред. Повелете. Вечер од мене, моето име е Леда Петковска, работам во Реактор. Моето прашање е првично насочено кон представничките на ДУИ на СДСМ, бидејќи се работи за програмата за работа на владата. Меѓутоа би сакала да го слушнам мислењето на сите гостинки. Во програмата беше наведено дека ќе се воспостави посебно владино тело за родова рамноправност, кое ќе биде одговорно за имплементација на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите. Дали оваа заложба ќе остане и понатаму дел од вашата програма? И како што кажа, би сакала да слушнам што мислите и останатите по односно ова прашање. Да. Ќе ве молам само со малку побрзи одговори така, во да, значи заложбата останува. За жал, фактичката состојба е дека сега имаме скратен мандат, така? Значи тие мерки кои што беа предложени и заложби се однесуваат на 4-годишен мандат. Она што успеавме во овие 2,5 години да го изреализираме, мислам дека во овој дел успеавме на вистина голем процент од мерките да изреализираме. Оваа заложба не ја изреализиравме до крај, меѓутоа останува и ќе си најде и ќе си има место во наредната програма. И јас мислам дека останува. И ДУИ сама во процесот на реформи воведе и нова институција, партиски секретар за еднакви можности, кој што мислам дека ќе биде поактивен во собирањето на ваквите информации од теренот и нивната имплементација конкретно во евентуалната влада во иднина. Побаро да помане, нели учествуваш уште во самиот момент во концепирањето на и локалните комисии за еднакви можности и одделот од 2006 година кога се донесе законот за еднаквите можности, така да нема за што да говорам дека нема да се продолжи и понатаму, бидејќи програмата и сет мерките кои што ќе ги предочиме пред граѓаните пред парламентарните избори, токму ќе биде во оваа конотација, така да немам што тука да додадам или да одземам. Апсолутно, да го поддржувам тоа, бидејќи и лично сметам и тоа е став и на Дом дека некако можеби, иако не е само во доменот на труд и социјална политика, сепак прашањето на родова еднаквост главно во нашето општество се третира преку Министерството за труд и социјална политика, што секако не е добро и мора да биде подигнато на повисоко ниво. И сите овие што се, мислам дека во секоја навистина институција треба да постои посебен сектор и одговорен кој што ќе се занимава само со прашањата на родова еднаквост, истото е тоа и на локално ниво, затоа што сега се назначуваат лица кои што практично работат друга работа и ова им е дополнително како дополнителна дејност, знаете, ако сакаат и ако можат, и затоа толку споро одат тие процеси. Мора да му дадеме поголемо значење на прашањето на родова еднаквост и да тие вработени во администрацијата можат навистина да дадат комплетен придонес во тој домен. Благодарам. Уште едно кратко прашање, ако Само би сакала да се надоврзам ова дека го праша во однос на тоа дека се работи за едно тело на повисоко ниво, на национално ниво, значи не како сектори во склоп на министерствата, туку како некој секретаријат, на пример за родова еднаквост. Микрофонот кај единственото Да биде и Министерство за родова еднаквост, на пример. Прашање е како ќе го конципираме, но и само ако имате министерство, повторно не е доволно, дури и да е министерство. Мора во сите сфери, во сите сегменти, некој да се занимава конкретно со прашањето на родова еднаквост. Благодарам. Виктор Дамјановски од Хера. Кратко прашање, меѓутоа многу важно. Зборуваме, само еднаш спомнавте млади, особено млади жени кои што се диспропорционално се афектирани во нашето општество. Што предвидувате во однос на младите? Дали може да ни кажете нешто што предвидувате во иднината? И уште едно прашање, што мислите за Министерство за млади? За сите. Благодарам. Може да почнам? Може. Еден од 5 столба на кои што се заснова
ДУИ после Конгресот од 2019 е петтиот столб всушност е младите пред се. Тие остануваат наша главна преокупација, наша главна цел за вклучување во политичкиот живот и за вклучување во процесите кои што се битни за општеството. Никогаш не можеме да се тргнеме од младите, пошто младите се силата на едно општество и младите се иднината на едно општество. И затоа, освен консенсуална интеграција, ветинг или неселективна правда, квалитетен живот, развој работни места, петтиот столб е младите пред се или младите над се за Демократската унија за интеграција. Министерство за млади, да или не? Мислам дека во овој момент на вистина не би можело. Она што сметам дека не е клучното дали ќе имаме ние посебно министерство за секоја посебна целна група. Значи, она што е најбитно, да имаме добро испланирани мерки кои што одговараат на потребите, кои што се донесени во договор со сите и да имаме вистинска имплементација на тие мерки. Министерството за труд и социјална политика во изминатиот период на вистина многу посвети на креирање на мерки што значат вложување на младите. Мислам дека сите сме согласни дека вложувањето во младите значи вложување во нашата иднина и токму затоа, значи, оперативниот план кој што оваа година е со рекордно висок износ од 1,4 милиарди денари, значи еден од главните критериуми е 30% застапеност на младите во сите мерки. Имаме младинската гаранција, да не забораваме, единствена земја која што не е членка на Европска унија, значи сама донела одлука да имплементира оваа мерка и дава извонредни резултати и во поглед на обука, преквалификација во однос на вработување на млади, мерката како младински додаток што ја усвоивме, што значи додаток за зголемување на платите на младите во производство, обуките за напредни IT вештини, затоа што ни е битно не само да креираме работни места, туку да креираме добро платени работни места за младите, така да мислам дека во клучот е да се продолжи и понатаму во креирање на такви мерки. Значи не може да има посебно министерство за секоја целна група и мислам дека не е ни тоа целта на крајот. Јас ќе бидам кратка со оглед на ситуацијата која што имаме во моментот во државата со иселувањето на нашите најмлади. Верувајте дека посебно посветивме внимание во предизборната програма за соодветни мерки, стратегии и политики како и на кој начин треба да ги задоволиме младите луѓе за да творат и да остануваат во нашата држава, така да ќе имаме серија на мерки во делот на задржувањето на младите, во делот на вработувањето, во делот на нивните можности за едуцирање, во делот на иновативноста како млади луѓе повеќе во тој дел да се предодредуваат, така да и ВМРО ДПМН во својата програма ќе излезе со серија на мерки за младите. Не би ги делила на мажи и на жени, воопшто кога се работи за млади луѓе, аз верувам дека тука сме за сите ќе биде потребна. Да, апсолутно потребна ни е стратегија за млади. Мене ме радува што во овој мандат собранието го формираше првиот клуб на млади, што досега не било случај и се донесе законот за млади. Така што е тоа една добра основа, би потенцирала во оваа прилика дека беше донесен со консензус, што нели вака и ретко имаме прилика во собрание да видиме, и тоа ја покажува волјата практично и на сите различни политички партии и акцентот и фокусот кој го даваме на младите луѓе. Апсолутно сметам дека мора да се најде начин и мислам дека е тоа вистинскиот начин, консенсуално со една стратегија вистинска за младите, која што ќе ги вклучи младите во креирањето и понатаму се разбира и имплементирањето. Затоа што направени се голем број на мерки, се разбира дека тоа не е доволно и дека тоа останува да биде фокус на сите политики, на секоја политичка партија. Ние во Дом апсолутно многу внимание посветуваме на младите, тие имаат своја дури финансиска независност, се вклучени во сите органи тела и во одлучувањето во партијата и мислам дека е тоа начинот на кој треба младите комплетно да бидат вклучени во креирање и имплементирање на политиките. Благодарам. Поентите на вечерашната емисија. Единствен критериум, мерен критериум за напредокот на општеството и пред се за колку едно општество е демократично, токму стои во ова, како да речам едно решение, во решението да се воспостават еднакви можности во општеството како за мажите, така и за жените. Јас сметам дека последните чекори покажуваат зголемена свесност
дека жените подеднакво можат и умеат, не само подеднакво, него и оно што го покажуваат и сите анализи и искуствата во светот, дека и како знаат поодговорно и да менаџираат со ресурси, со институции, со партии и останато. Имам чувство дека жените се поодговорни во вршењето на нивните задачи и затоа јас мислам дека сите вие кои што сте активно вклучени во политиката треба да сте посолидарни меѓу себе, за да се поддржувате, затоа што женскиот род е поодговорен во вршењето на своите функции. Преку 56% од студентите кои што дипломираат на сите факултети кај нас се жени. И потоа тие жени не се соодветно застапени ниту на раководни функции, ниту на политички, ниту во бизнес секторот. Ние практично губиме кадри во кои и општеството инвестирало, кои што се високо квалификувани, образовани и потоа не можеме да ги искористиме соодветно во развој на општеството. Да, тука некаде е крајот на нашата емисија. Јас можам да ви се заблагодарам што бевте вечерва гости на 24 отворено и што на некој начин ја разубавивте нашата емисија. Јас би сакал сега во име на празникот и на она што се случува во неделата на жената и јас малку да ви ја разубавам неделата што е пред вас, па ќе ви подарам на сите мои соговорнички, на сите жени во студиото по една роза како момент на кој што се надевам дека ќе се сеќавате на некој убаво искуство. Повелете. Повелете. Јас само би ја кажала фамозната изјава и леп и руж. Така е. Повелете. Се надевам дека имавме убава емисија во која што граѓаните и граѓанките ќе ја препознаат важноста од отварање на овие теми во студиото. Почитувани соговорници, почитувани гости во студиото, ви благодарам што бевте вечерва гости на телевизија 24. Останете со програмата на нашата телевизија.